Драго другари, продолжуваме со следниот час, како што кажав на математика, така да спремете ги вашите тетрадки и одиме сите заедно. Мрежи на 3D форми. Повелата наставнику. Благодарам. Мрежи на 3D форми. На овој слайд можеме да ги видиме некои 3D форми. Се надевам дека повеќето од нив нашите ученици ги препознаваат. Дали ќе ме помогнете вие или сам да ги кажам јас? 3D формите. Пробаме да помогнеме. Ајде да помогнеме. Првото е Топка, Пирамида. пирамида, Квадар. квадар, Беше конус, не конус беше последното. цилиндар, Квадрат и Коцка. конус. конус, добро, готово. Си знаете, значи мрежа на 3D форма цилиндар. Пред да започнам да кажам дека има нешто чудно, нејасно? Не. Добро. Мрежа на 3D форма цилиндар. Пред да започнам да кажам дека 3D форми се во суштина дводимензионални 2D форми, кои што со превиткување можеме да добиеме еден модел на 3D форма. А тоа сега ќе го кажам за да биде појасно. Цилиндарот рековме дека представува 3D форма, така. Меѓутоа, неговите ѕидови представуваат 2D форма. Значи, кога би го отвориле ние цилиндарот, што? Ќе добиеме два идентични круга и еден правоаголник. Значи, двата идентични круга и правоаголникот представуваат мрежа на цилиндарот. Кога ние сега би ги склопиле, ќе добиеме една 3D форма, а тоа ќе биде цилиндарот. А тоа и практично сега ќе го покажам во интерес на времето, тоа да го направиме побрзо. Еве, погледнете сите. Значи имаме два идентични круга кои представуваат 2D форми и уште една 2D форма, а тоа е правоаголникот. Најпрво правоаголникот го свиткуваме. Потребиме малку лепак за да го составиме. Сакате ние, наставнику? Па за вас имам некоја друга задача. Одлично. Чекаме задачата за нас. Секој. Чекајте. Сега малку ќе импровизираме на брзина, може би нема да биде толку добро изведено, но ќе се гледа дека тоа представува цилиндар. Значи најпрво таа заоблена површина ја свиткуваме, ја лепиме со лепак, потоа на рабовите ставаме лепак, ги лепиме крупчињата. Може да ми помогнете со оној лепак што беше за хартија, да го има. Значи, не е совршено, но може да го покажем. Значи, на овој начин, од мрежа, составена од дводимензионални 2D форми, ние составивме модел на цилиндар, односно на 3D форма. Јас мислам дека ќе биде ова јасно на сите ученици. Одиме понатаму. Мрежа на 3D форма коцка. Јас би сакал да ми кажете кога би ја расклопиле коцката, а коцката многу често ние ја потребуваме, особено сега во друштвените игри, како што се Не лути се човече, јампи, многу други така. Кога би ја расклопиле коцката, кои 2D форми би ги добиле? Кои 2D форми би ги добиле? Квадрат и правоаголник. Не, ќе добиеме само квадра, бидејќи коцката. Ѕидовите на коцката представуваат Па квадрат. да, ако се направи како мрежа, ги имаме и овие вака. Ако се расклопи. Добро, да, меѓутоа сега гледаме во значи ги гледаме само квадратите. Значи кога би го расклопиле ние коцката, ќе добиеме 6, 1 2 3 4 5 6 квадрати. А квадратите беа 2D форми каде што сите страни им беа со иста должина. Еве ја истата мрежа на 3D форма. Ова представува сега дводимензионална 2D форма, но кога јас ќе ја склопам во еден модел, ќе добиеме
3D форма и тоа коцка. Значи ги виткаме рабовите. Ставаме лепак. Да, може. Значи само на овие делови ставаме лепак. Сакаш заедно да го... Сакам комшито. Уште еднаш да повториме дека мрежата на 3D формата квадрат е составена од квадрати. Така. Тука сме да научиме нешто, нели? Да. Ново? Еве го. Cool. Ние правиме коцка и ја. Потоа може да играте и со таа коцка доколку со фломастер нели нацртаме и точки. Направена е. Епа. Еве нашата коцка. Одлично е. Од мрежа направивме. Еве може да биде поинтересно и да ставиме 1, 2, 3, 4, 5, 6 Бројките? бројки. А сега ќе си направиме и куцка за играње. Ајде, комшито, сакаш ти? Ајде. Ајде, наставнико, друго? И како представник ни остана уште една 3D форма, а тоа е цилиндарот, односно квадарот, ни остана квадрат, да. Квадрат кога би го, нели, расклопиле, ние ќе добиеме мрежа на квадар, а ѕидовите на квадрат представуваат 2D форми и тоа правоаголници. 1, 2, 3, 4, 5, 6 правоаголници. Овде имам исто така мрежата на квадарот, исто така со помош на Лина и комшо ќе ја склопиме. Комшито! Се извинувам. Ќе ја склопиме и ќе добиеме квадар. Готово. Ја склопуваме и добиваме. И колко е забавно да се прават вакви работи, наставнику. Другарчиња, вие дома веќе се надевам сте почнале да изработувате. Учениците имаат и во учебници овие мрежи, може да ги сечат и да ги составуваат. Квадарот. Друго што имаме? И за вас направив уште две 3D форми, тоа се пирамиди. Едната е четириаголна, другата триаголна пирамида. Еве, четириаголна пирамида, значи ѕидовите представуваат 2D форми триаголници, ги превиткуваме. И веќе може да ја склопите и за пирамидата. Cool. Спакуваме пирамиди. Сега вака порабуи да стави. И склопија! Еве и уште триаголната пирамида. И на тој начин добивме повеќе 3D форми. Дајте ми ја ќе го. Еве вака. Добро. Еве и ова комшито ти остана, а за домашна задача имаме ништо? Или ние си ја завршивме нашата домашна, децата? Вие си ја завршите вашата домашна задача, а учениците може од нивните учебници или од интернет исто така да симнат мрежи на 3D форми, да ги исечат и да ги состават. Но има уште еден интересен начин, а тоа е... Некоја магија беше. А тоа е, значи, да направат шаблони. Например, рековме дека
цилиндарот има два круга, еден правоаголник, значи ќе исечат еден круг. Со тој еден круг со шаблонот ќе нацртаат еден круг, уште еден круг и еден правоаголник, може да ги исечат и потоа да ги состават како цилиндар. Дали сум јасен? Да, да. Така? Да. Значи, може 2D формите да ги користат исто така како шаблони од кои што ќе ја направат мрежата на 2D форма, потоа ќе ги исечат, ќе ги состават и ќе добијат модел на 3D форма. Ни остана за овој час уште рефлексија да видиме што научивме и тоа е толку за денес. Ајде. За 3D мрежи научивме дека 3D мрежите представуваат во суштина 2D мрежи кои што кој ќе ги склопиме, превиткаме или склопиме. Призлегуваат како 3D фигури или форми. Одлично. Како Значи тоа е заклучокот дека 3D мрежите представуваат во суштина дводимензионални 2D форми, кои кога ќе ги склопиме или кога ќе ги составиме, добиваме еден убав модел на 3D форма. Ви благодарам многу за соработката, бевте одлични. Тоа е тоа за денес, часот по математика за мрежи на 3D форми. Супер, следен час.